бербер или стоматолог, првата стоматолошка книга и начини на лекување. Пиер Фошар бил француски лекар кој се смета за таткото на модерната стоматологија. Тој е широко познат по пишувањето на првиот комплементарен научен опис на стоматологијата, кој се преведува како хируршки стоматолог, кој бил објавен во 1728 година. Книгата ги опишува основите на оралната анатомија и функција на забите, како и знаци и симптоми на оралната патологија, оперативни методи за отстранување на заби и обновување на заби, пародонталната болест, ортодонцијата, замена на иченатите заби и трансплантацијата на заби. Фошар е роден во скромен дом во Сан-Дени де Гастин на 2 јануари 1679 година. На голема жал за неговото семејство, Фошар на 14 годишна возраст се приклучува на француската кралска морнарица, каде бил под влијание и менторство на хирургот и мајор во кралската морнарица Александар Потелиерт, кој поминал значително време во проучување на болести на забите и пародонтот. Во тоа време, Фошар дознава дека морнарите кои биле на многу долги патувања сериозно страдале од стоматолошки заболувања, особено од болеста скорбут. Скорбут представува целосен недостаток на витаминот С во организмот и таа болест се манифестира со крварење од непцата. Доколку не се лекува, може да биде со фатален исход. Овој мајор на кралската морнарица Александар Потелиер го инспирирал Пиер Фошар и го охрабрил да ги чити внимателно, да ги истражува нодите на неговите претходници, како и вештините на лекување. Фошар рекол дека сака да го прошири своето знаење што го стекнал на море врз основа на вистинска пракса, односно да работи како лекар, поточно да се специализира во областа на стоматологијата. Откако Фошар ја напушта морнарицата, тој најбрзо се населува во малото градче Анже, каде што практикувал медицина во универзитетската болница во Анже. Во Анже тој започнува голем дел од револуционарните истражувања во областа на медицината, односно стоматологијата и работа која што ја знаеме денеска, и бил пионер на научната орална и максилофацијална хирургија. Фошар често се опишувал себе си како хируршки стоматолог, термин многу редок во тоа време, бидејќи стоматолозите во 17-тиот век генерално вадале расипани заби, наместо да ги лекуваат. И покрај ограничувањата на примитивните хируршки инструменти, кон крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век, Фошар бил сметан за високо квалификуван хирург од многу негови колеги во универзитетската област во Анже. Фошар направил изворедни стоматолошки инструменти, модифицирајќи ги алатките на часовничарите, златарите, па дури и берберите, за кои сметал дека би можеле да се користат во стоматологијата. Фошар ги вовел замните пломби како третман за кариес на забите. Тој тврдел дека шекерите и киселините, како што е винската киселина, се одговорни за расипување на забите. Фошар бил пионер на замните протези и открил многу методи за замена на изгубените заби. Тој сугерирал дека замените може да се направат од резбани блокови од слонова коска или коска, а тие вештачки направени замни парчиња, односно вештачки заби, би можеле да бидат исто корисни како и природните. Еден од овие методи наведува дека вештачките заби би се држале на истото место со врзување за преостанатите цврсти заби со помош на восочен конец или златна жица. Тој исто така ги вовел замните протези, иако првично биле направени од злато. Открил дека положбата на забите може да се коригира бидејќи забите би го следеле моделот на жиците. Восочните ленти или свилените конци обично се користеле за прицврстување на протезите. Од Анже до Париз и неговата револуционерна книга. Во периодот од 1716 до 1718 година Фошар стекнал голем углед. Во тој период поминал долг период патувајќи далеку од дома, учејќи, споделувајќи ја својата медицинска пракса со други хирурзи низ цела Франција. Во 1718 година Фошар се преселил во Париз. За време на неговиот престој во овој град, Пиер сватил дека на многу медицински библиотеки им недостасуваат добри учебници за стоматологија и дека е потребна енциклопедиска книга за учење на оралната хирургија. Па затоа донел одлука да напише професионален стоматолошки трактат врз основа на неговото медицинско искуство.
Со месеци, Фошар собирал што е можно повеќе медицински истражувачки книги, ги интервјуирал многуте стоматолози што ги сретнал и ги прегледувал своите лични дневници за време на годините додека работел и живеел во Анже, за да го напише својот прирачник. Конечно во 1723 година на 45 годишна возраст го завршил првиот ракопис од 600 страни, Le Chirurgien Dentist, приближно преведено како хируршки стоматолог. Фошар побарал дополнителни повратни информации од своите колеги во текот на следните години, а ракописот пораснал на 783 страни до моментот кога бил објавен во 1728 година, во 2 тома. Книгата било добро прифатена во европските медицински заедници. Оваа книга во 1733 година е преведена на германски јазик, а проширеното издание на француски јазик било објавено 1746 година, но за англискиот превод морало да почека уште цели 200 години, тоест до 1946 година. Стоматологијата пред Фошар. Луѓето честопати оделе кај бербери или кај вадачи на зъби за да им се поправат зъбите, наместо кај лекари. Вадачите на зъби често пати користеле алатки наречени пеликани за да ги извадат зъбите. Овие пеликани не биле многу прецизни инструменти и често ваделе здрави зъби заедно со проблематичните, а понекогаш овие пеликани ваделе и дел од вилицата, тоест коската, каде лежат зъбите, со тоа правејќи дополнителни проблеми. Хирурзите се обидувале да дојдат до статус во тоа време и сакале да се дистанцираат од вадачите за зъби. И затоа Фошар бил прилично необичен хирург кој ги проучувал зъбите во тоа време. Литературата за зъбите генерално се наоѓала во трактати за хирургија, бидејќи во тоа време немало книги напишани експлицитно за зъбите. Во тоа време немало регулирање за тоа кој може да работи на зъбите, се додека Парискиот медицински факултет не го изградил едиктот од 1699 година со кој се создала титулата експерт за зъби за луѓе овластени да вршат стоматолошка работа, односно дејност. Од занает до наука. Фошар се жалел дека медицинската заедница во голема мера ги игнорирала зъбите. Тој рекол дека најпознатите хирурзи кои го напуштиле овој дел од медицината или барем не му обратиле доволно внимание и поради оваа небрижност предизвикале пораст на луѓе кои без теорија или искуство ја деградирале и практикувале стоматологијата, случајно, без принципи и без методи на работа. Тој верувал дека премногу вадачи на зъби поминуваат премногу време учејќи како да вадат зъби преку обиди и грешки во секојдневната пракса и верувал дека луѓето кои работеле со зъби треба да поминуваат повеќе време учејќи како да ги зачуваат зъбите наместо да ги вадат. Хигиена. Фошар верувал дека главниот начин на кој луѓето треба да ги одржуваат зъбите чисти е со миење на устата, секој утро со вода и триење на зъбите со влажен суѓер. Исто така изјавил дека многу малце етанол измешан со вода би бил доволен раствор за чистење. Тој изјавил дека четките за зъби треба да користат сунгер наместо ткаенина или лен, бидејќи ткаенината е премногу груба и често ги троши зъбите. Хируршки стоматолог. Книгата се состоела од 38 поглавја во том 1 и 26 поглавја во том 2. Темите во неговата книга вклучуваат стоматолошко образование на денталната анатомија, кариес, патологија, материјали и методи на терапевтика, ортодонција, хирургија, преседување и трансплантација, оперативни процедури и протетска стоматологија. Покрај тоа, двата тома содржале 42 плочи на кои биле прикажани хируршки инструменти и апарати, кои што ги има измислено токму Пиер Фошар. Многу од идеите воведени во оваа книга биле сосема нови за стоматологијата, а Пиер Фошар, освен со книгата, се има трајно запишано и оставано белег во стоматолошката историја преку своите достигнувања на измислени инструменти и апарати во секоја област од стоматологијата, како што се обтураторите и други инструменти кои што се користеле во оралната хирургија. Исто така, Пиер Фошар имал направено и првата модерна дупчалка со кој што се отстранувал кариес. Таа била рачна и напојувана со катагаут, завитка на околу цилиндар. Исто така, тој предложил во својата книга масло од карамфилче и цимет да се користи за лекување на пулпитис.
Фошар предложил употреба на човечка урина во третманот на раните фази на кариес, хемиско соединение кој не можел да го идентификува во урината во тоа време, а тоа било амоњакот. Тој бил одговорен за корисниот резултат од урината, иако урината се користела за оваа намена уште од античко време се до средниот век. Третманот наишол на отпор од страна на многу лекари и пациенти и затоа бил исфрлен од употреба. Доколку ви се свиѓаше ово видео, ставете лайк, шер и subscribe, како на YouTube каналот на A1 Dental, така и на A1 Dental профилот на Instagram, A1 Dental Macedония.